Ова е последица на недостатокот на синдикат кој на некој начин се јавува како контролор на завршните работи од аспект на безбедност и здравје при работа. А исто така и нефункционирањето на одредени институции на системот, бидејќи досега за ниту една несреќа со смртни последици немало одговорност прогласена од страна на работодавачот или собственикот. Ова е ставот на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство, кој синоќа го кажа председателот на овој синдикат Пеца Ристевски. Во вестите на Телма зува разговарам со Маре Анчева, генерален секретар на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство. Маре, ви благодарам што дојдовте во вестите на Телма. Вчера се обидовме еве да дознаеме повеќе, а и денеска за причините за несреќата. За жал, пред време активирани капсли се првичните информации што довеле до фатална несреќа. 57 годишен искусен работник е повреден. Колишката кажа дека го делеле неколку месеци од пензија. Знаете ли нешто повеќе за овие луѓе, иако веќе кажав не се дел од вашиот синдикат? За жал, точно дека тие откако ги превзеде рудниците Булмак, бугарската компанија Минстрој всушност, не се не се синдикално активни. Ние имаме регистрирано синдикална организација, меѓутоа немаме синдикални раководства во двата рудника. На суптилни начини компанијата тотално го обесхрабри понатамошното синдикално делување и така што директни учесници не сме во организирањето на рударите во овие два рудника. Многу ми е жал, наискрено сочувство до семејството. Моите информации рекоа дека починатиот веќе го искористил правото на пензионирање според измените на Законот за пензиско-инвалидско осигурување, за кој што СИЕР долги години се бореше и лобираше, што овозможува порано да се пензионираат рударите од подземна експлоатација, меѓутоа заради недостаток на квалификувани извршители од неговата област на работа, тој бил повторно ангажиран во рудникот. Ете немал среќа да ги ужива благодетите на пензијата. Меѓутоа, еве слушнавме од извештајот на колечката, ова е втора несреќа во рудниците на ова бугарска фирма пред еден месец. Мислам дека не е само втора во овој месец. Така може. Немаме, ви реков, немаме увид каква е состојбата, дали се согласно Законот за безбедност и здравје при работа, дали се избрани представници на вработените, дали се тие активни, дали ги навреме ги согледуваат сите недостатоци, дали го информираат работодавачот, бидејќи согласно законот, значи треба да постои една спрега помеѓу представниците на работниците по безбедност и здравје, кои работниците сами треба да ги изберат, и синдикатот, бидејќи работодавачот согласно Законот за безбедност и здравје должен е да го информира синдикатот при одлучување за сите набавки во врска со лична заштитна опрема, во врска со опремата за работење, во врска со функционирање на опремата и така натаму. Во колективниот договор да договараме соодветни регулативи заради поголема безбедност, ама конкретно за во овие два рудници ви кажувам немаме увид што се случува, токму заради неможноста да го продолжиме синдикалното организирање. И Излетово и Тораница рударите беа секогаш синдикално активни и членови на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство. Кога дојде бугарската фирма, се прекина. Да. Тогаш контролата може да изврши само инспекторатот. Практично нема увид од синдикат или некој друг што всушност се случува со заштитата при работа. Да, меѓутоа и инспекторатот би требало да праша дали има избрано представници, дали работодавачот постапил по словото на законот и така натаму. Тоа се работи кои допрва треба да ги дознаеме. Меѓутоа, како што наведува синдикатот, голем проблем е тоа што кога ќе се случи несреќа, семејствата на загинатите или повредените, тешко повредените рудари не може да дојдат до правда, односно никогаш работодавачот, ја барем не се сеќам во Македонија, да биде прогласен за виновен. Зошто е тоа така? За тоа не можам да коментирам, бидејќи постојат надлежни институции кои ги вршат истрагите, така и сега ние како синдикат не сме компетентни и не би сакале да судиме. Веруваме едноставно на институциите, веруваме дека институциите доволно компетентно и совесно си извршиле својата задача и утврдиле во сите претходни случаи на
со несреќи со смртни последици, утврдиле кои се причините и соодветно постапувале. Меѓутоа, да преидеме на, мислам да гледаме на прашањето по безбедноста општо во нашава држава, независно од конкретниот случај. Имено, Законот за безбедност и здравје при работа е донесен уште 2007 година. Од тогаш е неколку пати менуван, дополнуван и се во правец на поголемо учество и на работниците и поголемо учество и на синдикатот во контролирањето, превенирањето, следењето на состојбите од областта на безбедност и здравје при работа. Морам да кажам дека и од страна на работодавачите, меѓутоа и да признам и од страна на работниците, некако на спроведување на сите обврски кои што ги наметнува законот, премногу често се пристапува формално. Значи, и за работодавачите прашањето на безбедност и здравје при работа е скапо, како што тие велат. Меѓутоа поскап е животот. Се разбира, меѓутоа јас би рекла да, тоа е трошок, голем трошок, меѓутоа никогаш не може да речеме дека е скапо, затоа што здравјето од се е најскапо. И затоа што постојат точни пресметки кои укажуваат колку повеќе чини невложувањето во заштита при работа, и ако се дозволи да има и повреди, и болести и така натаму, наместо сето тоа да се спречува. Значи, да, трошок е, меѓутоа не смееме да кажеме дека е скапо. Напротив, треба да се вложат сите сили за да дојде баш до она која е целта на законот, подобро да се спречи отколку да се лекуваат последиците. Дали имате податоци во однос и на рударски и други несреќи? Последните податоци, чинам што ги правевте со Сдруженијето за заштита при работа, беа дека најмногу гинат градежните работници. За жал загина и вчера градежен работник во Струга, особено во Скопје и Куманово, каде што можеби и повеќе се гради. Кои се последните истражувања и податоци? Ние сме во тесна соработка со Македонското Сдружение за заштита при работа. Конкретно СИЕР во моментов, до август истекува, спроведува проект доделен токму од Македонското Сдружение за заштита при работа. Заради во нашиот синдикат проектот носи наслов со стратешки пристап до поголема безбедност и здравје при работа, баш заради тоа што СИЕР сака да воспостави интерен систем на следење и контрола на прашањето од заштита при работа, безбедност и здравје при работа, и тоа токму во спрега и содејство со стручњаците, бидејќи тоа сепак е безбедноста е многу стручно прашање, од Македонското Сдружение. За жал во нашава држава и тие немаме официјални податоци, не се следи на таков начин безбедност и здравјето при работа, во смисла официјално регистрирани и така натаму случаи, повреди, причини, последици, смртни, несмртни. Токму и тие статистики што ги води Сдруженијето, Македонското Сдружение, и тие се неформални, значи и тие се од нивни извори, точно така. Затоа ние со овој проект настојуваме исто така да си создадеме во рамки на синдикатот своја датабаза, веројатно. Датабаза, сега ги обиколуваме сите, во завршната фаза ги обиколуваме сите наши предпријатија за да видиме точно колку, дали се избрани представниците, дали се обучени представниците на работниците по безбедност и здравје, бидејќи тие мора да имаат и соодветни познавања. Меѓутоа сето ова се однесува доколку фирмата, рудникот, градежното предпријатие има синдикална организација. Токму така. Ви благодарам што бевте дел од вестите на Телма во 15:30 и за подетлозите кои ги кажавте за жал немањето на синдикат. И јас ви благодарам, многу ми е жал што е неубав поводот за овој разговор. Меѓутоа се надевам дека ова можеби ќе го поттикне конечно работодавецот да создаде услови и да има синдикален представник кој што ќе работи на заштитата при работа. И не само во Булмак. Благодарам.